Со 20 повици дневно, топлото време го зголеми обемот на работа на Штипската брза помош. Во последниот период имаме зголемен обем на работа, имаме зголемен број на повици и зголемен број на лица кои се јавуваат за амбулантски прегледи. Не во толкава драстична мера, но во просек 20 повици за излегување на терен и баш и не е мала бројка. Така да треба да се следат и препораките кои што се дадени и на национално ниво во однос на најавениот топлотен бран и покачените температури. На што најчесто се жалат граѓаните? Најчесто доминираат лица кои што се со кардиоваскуларни тегоби, се уште, и тоа е така и во текот на цела година, но има лица кои што се јавуваат со симптоматологија на вртоглавица, главоболки, омалаксаност, изнемоштеност. Периодов поради покачените температури имаме и повици за колапси, не во толкав број, меѓутоа се зачестуваат. Исто така зачестуваат и лица кои се жалат на гастралги, последено со повраќање, присуство на течни столици. Нешто што го имам напоменато, тоа асоцира на стомачни вируси, алиментарни токсоинфекции. За жал, овде морам да напоменам, имаме и зголемен број на сообраќајни незгоди и повредени лица. Кои се препораките до граѓаните за полесно да ги надминат сахарските температури? Повозрастните лица и лицата со хронични заболувања да не излегуваат во периодот од 9 до 18 часот и редовно да се ја земаат ординираната терапија, доколку е потребно да се консултираат и со нивните матични лекари. Исто така лицата кои работат во надворешни услови, градежници, земјоделци, припадници на СВР, односно сообраќајна полиција, лица кои работат со испорака, да внесуваат течности и електролитри. Препораката е минимум 2 литра на течности во текот на денот и доколку е возможно на отворено да бидат во пократки временски интервали, особено во периодот од 11 до 17 часот. Согласно метеобилтенот, 40-ките во Македонија ќе бидат заклучно до петок, пошто ќе следува мало разладување.